Маја Сотировска и Жарко Будимовски, двајцата наследници на дуплекс куќа на Водно, која во 1968 година им била доделена на нивните родители заедно со голем двор, 3 недели се распаметени, оти соседи го откупиле од државата дворот кој им бил даден на користење, го споиле со нивните мали парцели и се подготвуваат за градење голем објект. Во неделата, инвеститорот на новиот објект ги исече 40 годишните дрвја во дворот за кои Сотировски и Будимовски велат дека ги негувале нивните родители. Се обиделе да ја спречат сечата и тие и останатите соседи, но не успеале. Се жалат дека не биле известени ниту за приватизацијата на земјиштето, ниту за сечата, ниту пак за градбата која се планира во дворот. Значи, незаконски, они откупиле нешто што не им припаѓа. Јас утврдив умеѓу време, кога се тоа почна да се случува, дека има 3 парцели. Не во катастар, туку ми кажаа дека имало проверија од архитектонско биро, дека имало 3 парцели, 1818, на име на ќерките на тој архитектот, Крсте Тодоровски. Другата парцела е 1817 на тој Гоце Лазаревски, што живееше до него во помало објектче. Ако и не е тука, значи живее на друга адреса више 25 години, и они исто така. А третата парцела е додадена, 1820. Представа нема дека тоа е направено. Ние сме имале предност за откуп на тоа државно земјиште. Таа заедно со Будимовски поднела барање за приватизација на дворот во 2014 година. Пред истекот на рокот за приватизација, во Министерство за финансии со комшијата поднесовме барање за откуп на дворната површина врз основа на решението за користење на земјиштето и правото на владение на овој објект. Се работи за колку метри квадратни? Па се работи според закон за 500 метри квадратни. Добиле одговор дека барањето им е нецелосно и велат дека постапиле по насоките што им биле дадени за комплетирање на документацијата. Да се докомплетира документацијата. И затоа геодетски елаборат недостасуваше. Значи, викнахме геометри, изработија елаборат, умеѓу време го затуриле. Мислам, јас го имам тој елаборат и требаше да се допуни со цедиња, ја се поднесе повторно барање за имотниот лист. Постапката не ја завршила поради проблемите кои ја навјаселе. Зошто не го довршивте тоа? Па, затоа што мајка ми почина во време. Се борев за животот незин. И работата? Да. Не се докомплетира документацијата. После брат ми почина. Така да воопшто не размислував за дворната површина, за откуп. Дали во некој момент се откажавте од И друго без работа сум со години. Сотировски и Будимовски бараат мораториум од 6 месеци за планираната градба, време во кое би се утврдило на кој начин државното земјиште станало приватно. Сметаат дека општина Центар ја прекршила постапката, оти тие како први соседи и корисници на земјиштето не биле известени дека ќе има сеча и дека ќе почне изградба на нов објект. Известена била една соседка која се обидала, но не успеала да поднесе приговор. Испаѓа според известувањето што е упатено само до комшиката дека ќе се градела аптека, а до нас другите не. Тоа е суштината. Значи, прекршена е законската постапка флагрантно. Сме требале да бидеме известени сите. Никако допис, никако известување од општина Центар не е упатен до другите непосредни комшии. Само до комшиката, до нас. Во идентичен објект како нашиот. Жената отишла тамо, ја вратиле поради ковидот. Умеѓу време она се разболува од ковид и почина на 30 во болница. Меѓутоа и до ќерката е доставено известување, не наследничка. Дали известивте некоја инспекција? Али жената воопшто не се изјаснила, не дала согласност. Ја вратиле и толку било. Направиле петиција потпишана од 18 на соседи кои бараат да се стопираат сите активности и да се одземе и поништи одобрението за градба на објектот.
Сметаат дека општина Центар не ја почитува законската регулатива од издала одобрение за градба на земјишта на која барателите немале ниту право на користење, ниту право на откуп и приватизација. Откупот на државното земјиште е изненадување за сите соседи кои велат дека го знаеле како државно, оти корисниците не можеле да си дозволат да го приватизираат. Посочуваат дека приватизацијата на дворот, чии корисници се Сотировски и Будимовски, им овозможила на соседите кои сакаат да градат да ги спојат нивните мали парцели со него, да направат окрупнување на земјиштето за да може да добијат одобрение да изградат поголем објект. Тој објект ќе биде од едниот крај до другиот крај. И во широчина исто од тука до улицата. Значи нема да има воопшто никаков, да кажам, слободен простор, освен можеби некоја патека. Што мислам дека е невозможно во ваков простор кај што има индивидуално владење, кај што мислам објектите имаат поголема дворна површина и зеленило, да се уништи зеленило кое што е старо преку 40 години, ореви, во височина од 15 на метри, за да се направи бетонска пирамида, значи во тој да кажам габарит. Побарале прием кај градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, кај градоначалникот на Скопје Петра Шилегов, во паркови и зеленило, но никој не одговорил на нивните барања. Инвеститорот на новиот објект и собствениците на парцелите не сакаат да зборуваат пред камера, но до А1 испратија известување во кое велат дека ја имаат сета потребна документација која сите заинтересирани може да ја проверат во институциите. Нападите кои ги добивме од соседите се неосновани и тотално неточни, бидејќи и самите не поседуваат уредна имотно-правна документација, согласно важечките институции, односно станува збор за имот со неизложено земјиште, како и земјиште на Република Македонија. Сите кои имаат уредна правна документација, кои граничат со имотот, се законски известени. Став и објаснување за целиот случај најави градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ.